Заборавениот рурален регион Витачево се наоѓа меѓу планините Кожув и Ниџе на југоисток, се издига од левата страна на Оражданската река и реката Блашница на североисток и се протега по текот на Црна река до македонско-грчката граница на југозапад. Регионот Витачево има меридијански правец на протегање со нависок врв Балтова чука од 1800 метри на исток. Северно и од него се наоѓа врвот Перун со 1700 метри надморска височина, а во западниот дел се врвовите Дуров камен од 1569 метри, Мешник од 1470 метри и врвот Зелка со 1426 метри. На самата граница со Грција на југ е врвот Голем Козјак, кој се простира на 1814 метри. Овој регион му припаѓа на Кожувскиот тектонски блок, кој се наоѓа во јужниот дел на Вардарската зона. Од север е ограничен со Теквескиот терцијален басен, а од западната страна со вулканското Кожувско подрачје, каде што се формира вулканско геноседиментен комплекс и расет Витачево. Од источната страна се протега во долга раседна дислокација, а на југ целиот блок се протега во правец на Грција. Во централниот дел на Витачево е прекамбрискиот блок Мала Рупа, кој од сите страни е заграден со раседи. По неговата западна страна се наоѓа Дудичката Никлала, која во северниот и јужниот дел е покриена со неовулканити, со дацитски и андезитски состав. Со западен тектонски правец на протегање влегува Демиркапискиот Гевгелинскиот блок во Витачево, а на севере Дрен-Милетовската тектонска депресија. Тргнувајќи од метеоролошките статистички показатели кои се однесуваат на изминатите неколку децении, Витачево има две климатски зони. Изменето медитеранска во речните долини на реките Бошавица, Раечка, Слатинска, Рибарска, Тисанска и Црна река по излезот од клисурата Чебрен и умерено континентална клима, која го зафаќа просторот на висоравнинските највисоки издигнувања и превои што ја окружуваат висоравнината. Ваквите климатски услови се сметаат за моćно поволно природно поднебје за земјоделско производство, сточарство, за искористување на водниот режим на реките и воопшто на целокупниот развој на овој регион во државата. Обработливото земјиште се наоѓа на надморска височина од 400 до 750 метри и е одлично за житарици, лозови насади, овощарници и слично. Гледано во целост, ово подрачје, иако според природните ресурси е едно од најбогатите во државава, сепак и е едно од најненаселените. Меѓу повеќето убавени од Бога дадени со кои Македонија може да се пофали, секако спаѓа регионот Витачево, со површина од околу 60.000 хектари, од кои 43.000 се под шуми и тоа високостеблести шуми. Најпроисветни се борот, црниот и белиот, елата, буката и давот. Тука природата несебишто им се оддала на луѓето. Секој оној кој го нема посетено, посиромашен е за едно искуство на душевно задоволство и гледка од која застанува живот, гледка која останува во вечно сеќавање. Ова неурбанизирана средина ќе ве натера да заборавите на секојдневните обрски и да останете тука доволно долго за да се наполните со позитивна енергија. Планинските реки се вистински бисери, меѓу зеленилото, нешто што ве тера да се чувствувате поинаку додека ги гледате. Во овие предели има 40 видови ретки птици.
дивечер ја има црната, дивата свиња, мечка, вол, а дозволен е лов само за дива свиња и зајак. Самиот факт што Козјак важи за една од најводните планини, оди во прилог на 20 реки, двете поголеми езера, Тиквешкото и Моклишкото, кои секојдневно се брануваат по падините на регионот Витачево. Моклишко езеро и по 5-6 години од неговото формирање од реката Луда Мара се уште представува мистерија која ги привлекува авантуристите. Езерото е последица на природна катастрофа, која пред 60 години го зафатила овој регион. Езерото е последица на природната катастрофа која го зафатила Кавадарецко, во која од ридот градот, што се урнал, загинале затрупани 12 луѓе, меѓу кои и еден ветеринар и 1200 овци. Кога се урнал ридот, направил брана, а реката го формирала езерото. Ниту костка не била пронајдена, ниту луѓето, ниту животните. Постоењето на овие речни артерии и на најубавата и најголема клисура во Македонија, Мариотската клисура, во 1968 година, ова природна колоритна убавина ја надополни најголемата вештачка акумулација во Македонија, Тиквешкото езеро. Се наоѓа во Тиквешијата, потоа е речено во Тиквешкото езеро. Дојдовме овде во овој крај да ја видим убавината која ще нуди ова прекрасно езеро во Македонија. Ова водна акумулација според географската положба се граничи со вештачки создадената брана во близина на селото Возарци на исток, со атарите на населените места Брушани, Ресава, Бегниште и Куманичево, како и со равнината Витачево. На запад се граничи со атарите на село Добротино, Праведник и планината Вешеишница, а на југ со Мрежничко и Клиново. Тиквешкото езеро спрема својата географска положба може да се подели на два дела. Горен дел, кој се протега во правец запад-исток во должина од 9 км, а при полн капацитет на езерото со вода почнувајќи јужно од некогашното село Гуѓаково, па се до сливот на реката Балашница во Тиквешкото езеро. И долен дел, кој прави лак од 90 степени, почнувајќи од сливот на реката Блашница, па се до браната на хидроелектраната Тиквеш. Во должина од 20 км и се протега во правец југ-север.
Вкупната должина на Тиквешкото езеро при полн капацитет со вода изнесува 30 км. Вкупниот волумен на водата во Тиквешкото езеро изнесува околу 400 милиони кубни метри, при максимална кота на акумулацијата од 265 метри надморска височина. Корисен волумен на вода на акумулацијата изнесува околу 240 милиони кубни метри. Минималната кота на водата во акумулацијата е 230 метри надморска височина. Езерото има 3 трајни острови. Најголемиот се нарекува Градиште, запаѓа површина од 3 хектари и не е населен. Покриен е со густа шума, а може да се забележат и остатоци од некогашни градби по кои е наречен. Другите две се мали островчиња со кујчички и придружни објекти на мощно мало растојание од брегот. Едното е ватарот на селото Брушани, а другото кај одливот на езерото во реката Влашница. Планинските масиви кои го градуваат Тиквешкото езеро се слабо пошумени, со исклучок на Маријовскиот дел и масивот Чатино, кои ја чинат десната обала од горниот дел на езерото. Планинските масиви од левата страна на езерото, Голема Рудина, Вишешница, Мала Рудина, како и десната страна на долниот дел на езерото, кои ја чинат висоравнината Витачево, Самовилец, се посиромасни со шуми. Шумите главно се листопадни и нискоџбунесни. Најзастапени се следните видови: даб, габер, тиса, смрека, додека борот се јавува многу слабо на горната страна од езерото. Овдека позади мене на овај брег од Тиквешкото езеро се наоѓа едно дрво кој се вика гол човек. Единствен вид на дрво расте со овдека во овој дел на Македонија, поточно речено на Балканот, па и во Европа. На средниот дел од езерото, на левата обала, северно од местноста Полошко, се сретнува дрвото наречено гол човек, кое е зимзелено и представува реткост во Европа, единствено зимзелено дрво што 2 пати годишно ја менува својата црвеникава и лушпеста кора. Кога се допира, се има чувство како да се допира нежна човечка кожа. Лисјата му се јајцевидни, а цветовите распоредени како гроздови. Локалитетот со видот гол човек се наоѓа на источните падини на Кожув, на оддалеченост од 3 км западно од селото Горничет, од левата долинска страна на Коњска река и запаѓа површина од околу 5 хектари. Во Македонија овој редок дрвен вид се среќава уште во кањонскиот дел на Црна река. Карактеристично е за шумите, поготово дабот кој е доста богат со желат и представува добра храна за голем дел од животните врсти, питоми диви. Значење е да напомениме дека во овие планински предели може да се сретне разновиден дивеч, од кои најчесто се дива свиња, црна, волк, лисица и зајак. По целото крајбрежје се одгледува крупната стока и тоа говедот од расата буша, која е практично најзастапена како и мал број товарни грла, како коњи, магарина, мазги, додека од ситната стока се гледува коза и мал број на свиња.
Со изградбата на акумулацијата, на целото крајбрежје се населија разни видови на езерски птици, од кои најмногобројни се кормораните, сивата чапја, дивите и бели галеби, преку зимскиот период дивите шатки. Исто така, овој предел, поготово карперстиот на планината Вишешница и Голема Рудина, може да се сретнат разни птици грабливки, и тоа кајњата, белоглавиот орел и брадестиот орел, кои се во изумирање, потоа соколот и други. Природата се му дарила и вода, и планини, и археолошки материјали, и средновековни градби, што се вика се. На просторот на Теквешкото езеро постојат голем број на археолошки наоѓалишта, населби, манастири и споменици кои се уште не се истражени и представуваат културно-историски богатства во нашата држава. Од античкиот период на овој простор се откриени повеќе локалитети, како на пример римските гробишта кај селото Клиново и населба Црквиште. Од средновековните познати се населбата Тиквеш, Пештерската црква Свети Лазар во близина на вливот на реката Каменица во Тиквешкото езеро, Полошкиот манастир Свети Ѓорѓи, споменик од 19 век, Пештерската црква Свети Марко во близина на селото Драдња и други. Од поновиот период, односно од Втората светска војна, исто така има места кои одиграле значајна улога во народно-освоителната борба. Непосредно над езерото се наоѓа Полошкиот манастир и црквата Свети Ѓорѓи, значаен спомен на културата од 14 век, богато украсен со фрески. За него се мисли дека потекнува од крајот на 9 век, бидејќи, според архитектурата, е многу сличен со охридските црковни градби. Неговата положба некогаш била високо над левиот брег на реката Црна. Од спротива на селото Полошко, по кое го добил името. По создавањето на вештачкото Тиквешко езеро по долината на река Црна, селото веќе не постои и до манастирот се доаѓа само по воден пат. За историјата на манастирот ни говорат дзидните написи во самата црква, пишени документи, и тоа двете повелби, првата издадена во 1340 година од страна на македонскиот кралот Стефан Душан, кој владеал од 1331 година до 1355 година, а по повод неговата одлука да Полошкиот манастир со своите имоти бидат дарувани на манастирот Хиландер на Света Гора, заедно со селата Полошко, Драгожол и Кошани. А втората повелба е од 1378 година, кога браќата Дејановичи, деспотот Јован и Драгаш и Константин, ги дарувале имотите на црквата Свети Ѓорѓи Полошки на реката Црна со селата на рускиот манастир Свети Пантелеймон на Света Гора. Главната и единствената црква е посветена на Свети Георги. Првобитната црква е изградена до 1340 година, живописана во периодот од 1343 до 1345 година, додека нартексот е дограден во почетокот на 17 век.
Живописот во нартексот датира од 1608, а како негови ктитори се јавуваат игумено на манастирот јеромонах Сава и јеромонахот Патроний. Старите манастирски конаци биле лоцирани на јужната источна страна од манастирската црква, кои се уште се видливи и денес како остатоци. Светеноста на манастирот е најголема во деновите на патрониот празник Ѓурѓовден и при празнувањето на манастирскиот празник посветен на Успение на Пресвета Богородица. Уште од старите времења, регионот Витачево бил мошто интересен и по своите рудни богатства. Најпознати рудни локалитети кои екзистирале на овие простори се рудникот Режаново за никел, злато, антимон и арсен, Дудица за злато, Арничко за антимон, Мајдан, арсен, доломитна земја, магнезиум и сулфат, Бојаникиште, Будимиц, а рудникот Алчар има посебно место во овој регион. Историјата на Алшар започнала уште од времето на античка Македонија, преку римскиот период и Османското царство до денес. Историјата на рудникот Алшар е многу интересна, но малку позната и документирана. Станува збор за рудник што има особено голема традиција. Минерали од Алшар се најдени и во археолошките остатоци на Стоби. Во пишувани документи рудникот Алшар се спомнува во турските дефтери од 1481 година. Во овој документ, кој се однесува на Рожденскиот атар, селото Рожден, кое е во близина на Алшар, се споменува годишниот приход на турскиот султан кој изнесува 13.380 акчиња, од кои 1500 акчиња се дел од продажбата на арсеновата руда од Алшар. Од текот на 15-тиот и 16-тиот век регионот бил добро развиен како резултат на дејноста на рудникот Алшар. Следни податоци за работата на рудникот се среќаваат во документи од 1877 година, кога почнала да се формира и рударската населба Мајдан. Во тој период, Алшар бил даден под концесија на англиско-француска компанија со седиште во Солун, а работите во рудникот ги нагледувал инженерот Шарто. Во почетокот на рудникот биле вработени 500 работници. Денес, во долните делови на селото Мајден, се забележуваат траги од старата сепарација на арсенската руда. Вака издробената и сепарирана руда со каравани со коњи и маски се транспортирала во Солун, а оттаму со воз во топилниците во Германија во градот Фрајберг. Токму од тие вагони биле земени првите примероци во кои било откриено присуството на минералите на талиум. Алшар се наоѓа 300 метри од малото село Мајден во длабочина на Кожув. Во неговата натрешност се влегува низ 8 широки отвори во земјата. 2 од 8 отвори на јамите од подземните копалишта се долги 6000 метри со калдрама, денес многу оштетена. Познати светски геолози овој рудник го нарекуваат нечувана тајна на нашата планета. Некои од него го вреднуваат и како најголема тајна на човештвото, бидејќи во неговата утроба наводно се криела тајната на постанокот на космосот и на сончевиот систем. Рудникот Мајден го добил името Алшар според презимето на првите странски собственици, французите Алтини и нивниот инженер Шарито, кој овој рудник го експлоатирале од 1913 до 1923 година. Меѓу другото, тие рудата антимон со највисок квалитет ја користеле за потребите на француската војна индустрија за изработка на челични цевки на топови. Антимонот и другите ретки руди од Алшар биле познати уште во времето на првите човечки цивилизации. Лево на 200 метри од Алшар има еден вечно зелен рид,
на кои не смее да стапне ниту човекова нога, ниту преживари. Во земјата на ридот има талиум, отров многу поопасен и од арсенот. Ако се внесе во организмот, го слободува секој крупен добиток што се напасува таму. Маријово филм ви препорачува да дојдете во овој регион. Видете ја природната колоритна убавина која ја дополнуваат животот на речиси 500-тините селани во синорите на се уште живите села Конопиште, Рожден, Мајдан, Ржаново, Радња, Брезичко, Бојанчиште, Куманичево, Бунарче, Страгово, Крнјево, Долна Бошава, Горна Бошава, Чемерско, Бокула и Клиново. Посетете ги затоа што кога првпат ќе дојдете, постојано ќе ве привлекува да бидите во овој регион, од памтивека наречен Витачево, висоравнината Витачево.